Вакцината според надлежните е најисплатлива здравствена превентивна мерка со која се елиминирани или редуцирани на минимум многу заразни болести, од кои луѓето умирале во минатите векови. За болестите за кои се најдени, вакцините спречуваат смртен исход или инвалидност и со нив се намалени трошоците за лекување. Свеста на родителите во европските земји е на тоа ниво што, иако не е задолжителна, тие може да ги вакцинираат своите деца. Според надлежните, за да се создаде добра и стабилна епидемиолошка состојба и да не се вратат некои болести кои се веќе искоренети, опфатот со имунизацијата треба да биде над 95%. Ги прашавме струмичани што мислат за оваа тема. Анкетираните децидни. Децата треба да се вакцинираат. Дали сте за вакцинирање или против? Па сум за вакцинирање, да. Зашто мислите дека треба да се вакцинирате? Па со консултации со луѓе кои се стручни во оваа област имаме заклучено дека е во ред. Мислам, постојат ризици и вака и така, меѓутоа мислам дека бенефитот е поголем отколку ризикот. Би требало како? Би требало да се води сметка за децата најново. Вакцинација на децата? За. За. Зашто мислите дека треба да се вакцинираат? Секој дете, ние сме без инекција не сме били. Сум за. Зашто мислите дека треба да се вакцинираат? Мислам дека тоа е заштита заради децата, за нивното здравје. Не сум против, мислам дека треба да се употребуваат, да се користат. Зашто мислите дека треба да се вакцинираат? Па верувам на медицината, бидејќи тие го добро тоа, мислам дека е исправно. Родителите преку разни веб сајтови од нестручни лица се информираат за негативните ефекти од вакцините и одбиваат да ги имунизираат своите деца. Казните за родителите се 500 евра, а колку досега се изречени во Министерството за здравство немаат информации, но тие апелираат до јавноста и родителите да не се дозволи да се наруши имунизацијата кај децата, која години наназад успешно се реализира во земјава.